Надежите се разбудија. Новото утро го отвори небото на која се појави звезда водилка, која ќе го осветли денот со тоа што ќе ја затемни северна. Тоа први го вида оние од спротивната хемисфера, уверени дека не само што нема да биде потребен, туку чадорот со резигнација ќе биде исфрлен од употреба. И ако се менува договор преспански, види, тие ќе бидат плаени на црна листа. Па, голема работа. Што на црна листа? Што се меша тој во туѓа држава во натрешни работи? Знам, пуни. Уди така му дозволија. Нека го остави Мичковски да во Америка. Голема работа. Ти сакаш да во Америка, зашо? Нека не кладе бжаги на црвена листа. Но радоста траеше само кратко, еднодневната илузија предизвикана од популистичките шеми на локалните мангупија прекина непоколебливиот став на главниот шеф со децидно образложение. Нештата кои се завршени може да бидат само магловит сон, а тој сепак мора да се разликува од меланхоличното јаве. Доколку ме прашувате дали е реалност, па ние функционираме во оваа реалност. Оваа партија има пратеници во рамките на собранието. Подпишале изјава тие пратеници со новата придавка. Сепак има такви кои со задоволство ќе продолжат да јаваат на тој бран. Нивната цел е да си ја потврдат тезата и да докажат дека сето тоа било погрешно и безвредно. Ама не затоа што придонесло за затварање на крупни отворени прашања кои тиштат, туку поради недоследноста и непринципелноста на тие кои инсистираат да се принесе жртва. Брисел и американци се Evo, Brisel mu nije otvorio pregovore poslije svega. On praktično je ovaj izborni poraz, zahvaljujući onima koji su stajali iza njega, dočekao bez ičega za ustupke koje je ponudio. Evo, kako prolaze ljudi koji ispune sve. Кои испуне све. Се разбира дека ниту тоа не е доволно, па источните анализатори ќе констатираат дека наспроти општиот впечаток во македонската јавност, токму играњето на спротивната карта од онаа која тие имаат фрлено, било причина за дебакл. Вие знаете, че в Скопие се започна една много сериозна кампания с езика на омразата по отношение на кандидатката тя е независим кандидат, подкрепен Данела Арсовска, млада жена, за това, че имала българско гражданство, и това беше големия коз, заради който тя не трябвало да бъде избрана. И продължава тази тематика, която ние сме свикнали да наричаме антибългаризъм и македонизъм, което, разбира се, не им правише чест. И точно заради това той загуби изборите. И на крајот, кога ги покрај дадената оставка, лузерите кои први требало да ја преземат одговорноста, навидум обидувајќи се да го спасат шефот, се борат самите за себе и за задржување на местата, кои по силата на бројките требало веднаш да ги напуштат. Ова е моја должност како член на СДС, сама должност на сите мои сопартици во Куманово, ширу Македонија, и со ова сакаме да му порачаме на председателот Заев дека максимално застануваме позади него. Никој не треба да стои покрај некого. Редно време е барем еднаш одговорноста да не биде колективна, туку јасно и прецизно индивидуализирана. Тоа е должност на секое демократско